Почитувани, добар ден. Во ова издание на неделното интервју на Радио Слободна Европа разговараме со Александар Кржаловски, директор на Македонскиот центар за меѓународна соработка. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Господине Кржаловски, што мислите по тоа кога велите дека е потребна целосна реформа на политичкиот систем за зголемување на довербата на граѓаните во институциите? МЦМС со години ја мери довербата на граѓаните во граѓанското општество примарен наш интерес, меѓутоа паралелно и во институциите, бидејќи генерално секој политички систем е базиран на доверба и генерално и затоа е така себе формулирани демократските системи за мнозинството, нели мнозинската волја да одлучува како ќе се одвиваат работите во државите. Она што е дисторзија посебно во последно време е што вклучително и кај нас е што довербата во токму во тие институции државни, меѓутоа и партиите кои конкурираат за таа доверба да ја водат државата, се повеќе паѓаат и веќе цела декада мислам дека е на ниво од 20-25%, особено кај нас е правосудството на доста ниско ниво, иако не се придружувам на оние кои велат дека е едноцифрена, тоа е само делот кој има целосна недоверба, а оние кои имаат делумна недоверба, заедно се меѓу 15 и 20% за правосудниот систем, меѓутоа и партиите и државните институции, вклучително и владата и собранието, ретко надминуваат над 25%, што е исклучително ниска доверба на електоратот, на граѓаните во секоја од нив посебно. Нас не загрижи, например, година дека и за граѓанските организации е доста падната, меѓутоа од 48 на 38%, што... На што се должи да? Па меѓу другото, цела да се вратам на основата на... Посебно интересно ово и да другото горе-доле познато за граѓанскиот сектор. Да, и ние кои истражуваме тоа дополнително, пошто малку не изненади, бидејќи секогаш била отприлика меѓу 40 и 51 било рекордно, не дека сме на нивото, например, на верските заедници или полицијата или армијата, каде што се над 60% е традиционално довербата. Меѓутоа сме биле подобрите, да речем, заедно со медиумите тука некаде, а сега ова релативно висок пад и меѓу другото предпоставуваме дека е на некој начин одраз на нефункционалноста на системот, односно гледаат дека институциите не приносат, меѓутоа ние самите граѓанските организации не предизвикуваме промена за нешто друго позначено да се случи за да се средат работите, така да речем, баш да се вратат на основата на твоето прашање. Недовербата предизвикува сомнежи, незадоволство, протести, при тоа не мислам само на Кочани, каде што по трагедијата во диско клубот Пулс, кочанчани изразуваат недоверба во системот за селективна, обвинуваат за селективна истрага и правда, тука и за многу други работи. Има ли чаре? Каков е излезот од оваа ситуација? Па, чаре секако има и други земји ги решиле тие работи и затоа се успешни понапредни, особено скандинавските, ја ги земам секогаш како пример, бидејќи се во првите 10 во скоро сите статистики, сите индекси, сите истражувања на јавното мислење, вклучително и она за среќа, што не ми се веруваше у Скандинавија, некој ден среќен со толку малце сончеви денови, а ние не сме тука. Но кога имате средена држава, очигледно тоа влие и на довербата на граѓаните, меѓутоа и чувството за среќа. Кај нас една од главните работи е неказнивост, односно со повеќе деценија, ако не и две, ретко кој одговара за она што го прави или не го прави, особено во функционерите во државните институции и органи. И со таква ситуација паѓа довербата, меѓутоа проблемот е што и со толку малку доверба, на крај се избира 120 пратеника и личи дека дури самите партии викаат што ние гајле колку ќе биде излезноста, дали 40-30, на крај 120 ќе бидат избрани, прашање кој ќе го добие владачкиот колач, што е погрешно, бидејќи генерално треба да се борат токму за поголема доверба и број на гласови на изборите. А таа ќе се зголеми со точно ова реагирање на неказнивоста и ставање на тој проблем под контрола, така да речем, прво барем со мали чекори, а потоа и со
со поголеми зафати за корупција, за борба против корупцијата. Веќе ја спомнавте и корупцијата и неказнивоста, и оваа влада дојде со ветување, како и многу претходни, за борба против корупцијата. Има ли резултати? Генерално, кај корупцијата, веројатно треба 2-3 години да има поголеми резултати за воопшто да се рефлектира се уште кај нас е исто голем проблем, ние исто го истражуваме на регионално ниво, значи во сите балкански држави генерално. Ние сме на просекот на Балканот, со скоро секој трети граѓанин му било побарано мито во некоја форма, а скоро сите што им било побарано и дале. Значи 35 со 30 негде, сега е малце подобрена кај нас, 37 со 26. Тоа е сооднос, ама тоа е многу големо ниво на корупција, дури е општо прифатена, така да речем, како однесување. А тоа не влече надолу, односно тонеме заради тоа. И да, во право сте дека буквално секоја влада една од 5 приоритетни точки е тоа, ова е меѓу првите и реално бидејќи од 20 години истражувања до пред 3 години не беше најголем проблем, ама овие 3 е најголем проблем. Корупцијата и, како што рековте, Кочани го рефлектира тоа, бидејќи е очигледно случај на, можеби не голема корупција, како што ја викам за коридорите, да плаќаме 15 милиарди за нешто што сме платиле 6 милиарди пред само 5 години, 6 милиони евра по километар, но е след на веројатно голем број мали коруптивни работи кои доведа до голема трагедија за жал. Она што гледаме дека владата го прави, вклучително со тој случај е да речеме чекор во добра насока и со истрагата и со притворите и слично, меѓутоа требаме како така се заврши, бидејќи имавме и специјално обвинителство и обвиненија и процеси и скоро ништо не се ефектуира од сето тоа. Да, меѓутоа кога спомнавте сега истрагата Кочанчани, тие протестираат секоја недела, искачаат со нивни барања и обвинија за селективна правда, конкретно за некои министри во владата и началници на полицијата во Кочани. Да, добро, самата ситуација е премногу емотивна за сите нас, нели, што бевме сведоци на тоа и јасно е дека има голема реакција, особено од најзасегнатите, се разбира. Јас направив доста многу консултации во тој прв месец со многу граѓански организации, прво за помош на жртвите и семејствата, меѓутоа и за барање на одговорност. И генерално, иако имаше нормално повици и од некои од граѓанските организации со кои многу соработуваме за одговорност на актуелната така да речем министерска постава кој да е одговорен за тоа. Генерално 90% сметаа дека е ова рефлексија на руиниран систем од многу порано и дека треба да се даде шанса, и сепак беа 8-9 месеци на власт на оваа гарнитура да се справи со ситуацијата, иако сепак во право сте и во право се родителите, дека сепак тие се сега на власт и има и нивна одговорност. Како до тоа, кога и самиот велите дека перцепцијата на граѓаните е дека најкорумпирани професии се политичките партии, политичарите, владата, судството? Добро, секогаш нели кога се доаѓа нова влада, пак надежта последно умери, сите се надеваме дека работите ќе се сменат, особено ако со тоа се добиваат изборите. Мојот впечаток е дека има позитивни поместувања, но моето очекување беше тоа да оди многу побрзо. Барем на тоа не научија претходните влади на ВМРО-ДПМН, брзо действување, можеби со грешки, но многу работи се менува и се действуваше релативно брзо. Сега некако тоа е доста поспоро, тие го објаснуваат тоа дека е посистематично, така да речеме, така да би оставил некое време да ги видиме впечатоците дали навистина ќе има реална борба против корупцијата. Кога станува збор за довербата или недовербата, неодамна излезе и уште едно истражување дека таа е во благ пат од страна на македонските граѓани кон Европската унија. Според истражување на Евробарометар во 2024 година 56% имале доверба во Европската унија, а сега за 2025 тој процент е за 2% помал. Предпоставувам дека ова не е
сомнеш или недоверба кон европските вредности, туку кон пречките што држава ги доживува на тој пат? Па јас би ги поврзал тие две работи, инаку да не бевме меѓу првите во 2004 година, која и тогаш беше баш признавањето од Америка на името, тогаш мислам дека беше најголема, 97,2% беше довербата во ЕУ и желбата да се пристапи. И од тогаш некако континуирано паѓа, што за очекување, пошто нема никакво предвижување. И колку да сме ние за виновни за тоа, односно особено нашите институции, државните органи, сите влади кои сметаа вака или така треба да се решава или да не се решава тој проблем, тоа јас дел од вината секако припишувам и на Европската унија, тоа токму заради вредностите кои ги споменавте, бидејќи генерално овие работи што не се случуваат не се во согласност со европските вредности кои патем како европјани си ги запишале во нивниот договор за Европската унија, тоа од членот 2, не е првиот, вториот член се 6 и точно навеле 6 кои се вредности, меѓу кои првото е човечко достоинство. Ако ова не го нарушува нашето достоинство и со името со Грција и ова со ова што го бара Бугарија од нас, не знам што тогаш зашто зборуваме за какви вредности, но очигледно дека и Унијата е збир на земји со каде примарни се интересите на државите, барем тоа го научивме од сите овие години, потоа се принципите и вредностите. Доколку можеме да се придржуваме, во ред, но ако една земја членка смета дека нешто треба да добие или спречи друга во кандидатка во тоа, очигледно сите се ставаат на страна за тој консензус и единство за таа членка. Кога станува збор за политичката култура, што може да очекуваме наесен време на избори, локални избори? Па, јас лично, после 30 години занимавање со ово иследење на општествените случувања, не сум голем оптимиста дека тоа брзо ќе се промени, а треба, и многу треба да се промени, но еве веќе гледаме деновиве со настапите на градоначалниците на Скопје и на Чаир, дека таа, да речем, реторика и однесување од недолично дури или од ниско ниво почна и тоа веројатно ќе одбележи натамошниот тек на кампањата. И многу илустративно беше нас исфрлање на ѓубрето. Фактички тоа е сликата за нашата политичка култура овие неколку последни, не само години, туку и децении веројатно. Многу имаме да се поправаме на тој пат и за жал не очекувам тоа брзо, бидејќи култура не се минува преку ноќ. Значи ова што се случува сега со меѓу град Скопје и Чаир, односно меѓу градоначалничката Арсовска и градоначалникот, да. На Чаир го ставате во контекст на предизборието? Па секако имаше градоначалничката 3 години да го направи ова, ако било така, ако имале 150 случаи, зашто чекала на 3 месеци пред изборите, иако најави дека нема да се кандидира. 3-4 месеци колку има 5 максимум до изборите, сега ова да се обзнанови на ваков начин. Значи, немаше причина да не се направи тоа порано, бидејќи работите беа вакви и лани и преклани и во годината која настана конфликтот нејзин со партијата која ја предложи, така да не очекувам подобрување на реториката и на однесувањето до изборите. Господине Кржаловски, ви благодарам за разговорот, а вам почитувани за вниманието со кое го следевте интервјуто со директорот на Македонскиот центар за меѓународна соработка.